Добре дојдовте во празничното издание на Fair Play, со кое се надевам дека на убав начин ќе стартуваме оваа нова година и дека ќе биде добар старт за да имаме и натаму интересни теми за сите вас кои што редовно не следите. Се надевам дека поминувате убаво време и сум среќна што сте со нас на Телма, а за вас овој пат одбравме спортска тема која што беше актуелна кон крајот на минатата година, но секако и натаму останува заради тоа што очекуваме да ни донесе нови убави и позитивни промени. Македонскиот фудбал од неодамна има нов предводник, така што тој со тимот кој што веќе го представи пред јавноста, а во кој се дел и членуваат неколку звучни македонски фудбалски имиња, веќе има своја зацртана стратегија и план како македонската фудбалска сцена и нашиот репрезентативен фудбал во иднина да бидат многу подобри. Дали таа стратегија е конечно подготвена, ќе има ли некакви промени и дали навистина овој тим верува дека до крај ќе може да ја спроведе за да ги видиме посакуваните резултати, ќе се обидеме да дознаеме денеска. Гостин во ова празнично издание на Fair Play е новоизбраниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија, господинот Масар Омерагич. Добар ден, ви благодарам многу што ја прифативте поканата да бидете мој гост. Добар ден на вас и на гледачите на Телма. Како ги минувате генерално овој цел период предпразнично и празнично, затоа што верувам дека овој пат празниците ви се поинакви од досега, имате нови обврски и веројатно беше доста исполнет за вас овој период со тие нови обврски. Па добро, оваа прва недела нормално е дека после презимање на функцијата имаше малце повеќе обврски, меѓутоа не е напорно затоа што имаме една цел и за таа цел треба да работиме. Бевте некако, можам да речам, упорен, може би и издржлив, затоа што врска со македонскиот фудбал, па и со федерацијата имате одамна, во минатото имавте. Меѓутоа, очигледно овие години не се откажавте целосно од идејата да бидете директен учесник во некои промени. На што се должи тоа? Искрено, еден период воопшто не ни бе вклучен, меѓутоа оваа моја нова активност пред се должи на влијанието на моите пријатели, фудбалски пријатели. Така да тие се една од причините и желбата да пробаме да направиме нешто подобро од тоа што беше во моментот. За фудбал, меѓу другото, е потребна добра кондиција, а за жал, ако бидеме реални, не можеме да се пофалиме дека нашата фудбалска сцена пред се домашна е во некоја добра кондиција. Најавивте многу промени, но од каде ќе почнете? Што сметате дека мора веднаш најбрзо да почне да се менува? Па видете, почнавме веќе со промени. Ако гледате, ние во 5 дена направивме доста промени. Она што беше најголема болка на нашиот фудбал беше де факто работата со младите категории на национално ниво. Од држава која имаше многу талентирани фудбалери, која Македонија секогаш имаше одлични резултати во младите селекции, ние во задните години имаме тотална стагнација и многу лоши резултати. Од таа причина се решивме на рез и уште на последниот управен одбор донесовме одлуки на кои што ги разрешивме сите селектори на младите селекции и веќе за 21 година назначивме тренер млад, перспективен, тренер кој што имал одлични резултати во минатото со младите селекции. Оваа полусезона има одлични резултати со екипата на работнички, со млади фудбалери, неафирмирани, посветена својата работа, така да реформите почнаа со младинскиот фудбал. Со младите деца на онаа средба која што имавте со новинарите, кажавте дека сакате да оставите простор на македонски имиња да работат и во иднина. Тоа значи дека не сте за воопшто во со тие млади сили да работи можеби некој странец? Да увеземе нечие знаење? Не, апсолутно нема потреба за со младите категории да работат странци од причина што Македонија секогаш произведувала добри тренери. Меѓутоа, кај нас не се направи таа смена на генерации во тренерскиот состав. Ние не го направивме спојот на старите искусни тренери со новите кои што веќе ни се појавуваат и не им се даваше шанс. Ние нормално дека како федерација ќе инвестираме нашите селектори на младите селекции кои ќе бидат поставени во иднина да имаат соработка, односно преку нашите контакти со ФИФА, УЕФА и со поголемите фудбалски федерации да звучни тренерски имиња имаат предавања на кои што и семинари на кои што нашите млади тренери ќе се обучуваат. Исто така планираме во иднина да наши тренери, односно некои од селекторите, одат во камповите на тие федерации и да во одреден период го следат работењето на селекторите кои што се на тие репрезентации или пак во клубовите.
За да можеме да пронајдеме, да имаме, да негуваме повеќе таленти и потенцијални професионални фудбалери, разбирливо дека мора да имаме што повеќе деца кои ќе сакаат фудбал, но и на кои што фудбалот ќе им биде достапна работа. Значи да можат да си дозволат пред се нивните родители да ги донесат на фудбалски тренинзи. Да, ова е до некаде клубска задача и работа, нели, и на школите. Меѓутоа, може ли и планира ли ФФМ некако и во тој дел да помогне? Апсолутно, тоа ќе биде дел од нашето работење во програмата. Јас си наведов дека ќе го направиме фудбалот достапен на секој дете, да може да си го живее својот сон. Направивме малце клиентелизам, уведовме уствари клиентелизам во нашиот фудбал, така да неправда имаше во тие млади селекции и она што ќе ни биде една од првите задачи, една од првата задачи ќе ни биде да се врати правдината, односно оние играчи кои што заслужуваат да играат за младите селекции. Да нема протекции, да нема ургенции, туку она дете кој заслужува тоа да биде и во репрезентацијата. Да објасниме сега, може ли малку подетално како тоа ќе се постигне? Знаеме дека во светот веќе се спроведуваат софтверски решенија и начини како тоа малку попрецизно да се измери, иако нели колку и да е спортот бројка, сепак секогаш постои нешто друго и нешто што се нарекува креација, моментна одлука, а што треба секој да си го поседува, но како ќе се спроведе тоа да има правда? Па видете, во суштина да нема мешање од страна на луѓе кои што се членови на управен одбор, на луѓе кои што имаат било какво влијание, ургенции и така натака, да не употребам потежок збор, да нема корупција, туку едноставно да на секој селектор му биде задача да мора да ги избере најдобрите. Затоа се поставени овие директори, затоа ќе се постават и координатори и нивната работа ќе се следи будно. На крајот на краиштата, тимот околу мене е составен од звучни фудбалски имиња кои што многу добро знаат што е фудбал, многу брзо и добро знаат да проценат што е талентиран, добар фудбалер и мислам дека сите заедно, вклучувајќи ми мене, мислам дека разбираме колку толку фудбал и дека знаеме да процениме каде има нешто што е нефудбалско во таа селекција. Видов, бев присутна таму во моментот кога имавте тазе негативна реакција, може да се наречи мини траума, за состојбата на фудбалската академија. А знаеме, таму има деца чии што родители ги испратиле, да речеме, во главниот град, други кои што се од главниот град, меѓутоа се дадени на нечија одговорност со верба дека нивниот фудбалски сон треба да се развива. Зошто бевте толку разочаран тогаш? Сега можеби полесно ќе ви биде да одговорите. Па затоа што искрено не очекував дека ќе затегнам тоа што го затегнав и тоа што го видов со мои очи. Таа фудбалска академија е под патронат на ФИФА и на УЕФА и ФИФА за првите години наменски имаше донирано по 300.000 евра секоја година за работа на таа фудбалска академија. Сега тој износ, колку што добив информација, е намален, меѓутоа сепак не е мал. Условите, собите, тоа што го видов таму, тоа не би сакал да го коментирам, меѓутоа дадов налог на службите да направат видео и да сето тоа биде презентирано и ќе биде презентирано многу брзо во јавноста. Тоа е нешто што е за мене неприфатливо, затоа што тие деца се дадени на одговорност на Фудбалската федерација на Македонија и тоа се наши деца и ние мора да се грижиме за тие деца исто и да им овозможиме услови какви што би сакали и нашите деца да имаат. Од тој аспект тука бев, да не кажам, разочаран, малце и гневен. И тука ќе има темелни промени во начинот на работењето на академијата и лицата кои што дозволиле да дојде до овој стадиум, мислам дека ќе понесат одговорност. Тоа се условите кои што ги затекнавте, а дополнително што станува со моментот колку фудбалери произведува таа академија? Што очекувањата се да треба да произведе не само таа, но и таа? Па видете, од она што го имам јас како информација, сепак ова е мал град, мала држава сме, секој секого знае и многу лесно се добива информација. Академијата на почетокот работеше многу солидно и мислам дека се произведуваат добри фудбалери на таа академија. Но задниве години таа академија стана инструмент за задоволување на нечии хирови, потреби и да не кажам лечење комплекси. Се примаше по ургенции, се примаше не по фудбалски стандарди. Во првите години доаѓаа луѓе од ФИФА и од УЕФА инструктори кои присуствуваа на селектирањето на тие играчи, на тие деца и тогаш малверзациите или едноставно
неисполнувањето на фудбалските критериуми беше сведено на минимум. Сега мислам дека некои други фактори се основа и критериум за да некои деца бидат примени во таа академија. Наша задача е тоа да го прекинеме. Ке се прифрлам сега малку на оние повозрасните, затоа што реков домашната сцена, се надевам нема да бидам престрога ако кажам дека ни е во очајна состојба, ако знаеме дека нашите клубови не се на меѓународната мапа, речиси, со можеби помали исклучоци, иако и тоа трае кратко. Понатаму инфраструктурата е таква каква што е, публика речиси да нема, а и тие кои што ќе дојдат на стадионите, навивачите, честопати се таму само за да направат проблеми. Значи многу работи е потребно да се сменат. Од каде да почнеме? Прво, самата атрактивност на играта. За да публиката сака да дојде, треба да нема нерегуларности во судењето, треба да има вистински жар во таа игра, за да, ми биде интересно да дојдам и да ја гледам. Такво нешто, веруваме, потребно време да се постигне, ама оптимист сте дека е возможно? Пазете, во фудбалот ви е спорт специфичен. Може еден клуб, односно нашата лига 2 години да има навистина квалитетни фудбалери и клубови, како што и имаше во минатото, па може 2-3 години да имаме дупка во квалитетот, па повторно да има. Сето тоа е поврзано со спонзорите и со квантумот на пари кои што инвеститорите ги инвестираат во клубовите, бидејќи фудбалот е скап спорт. Точно дека фудбалот може да донесе добра заработка, меѓутоа е скап спорт. Нашата лига е малку специфична што се однесува до тоа, затоа што секој секого може да победи. Последниот може многу лесно да го победи првиот и имаме такви резултати секогаш. Во моментот ни е поделена на 2 групи, имаме 6 екипи кои што отскокнуваат со квалитет, имаме горен и долен дел на табела и драстична е разликата, немаме ништо во средината, но тоа не значи дека нема да биде подобро. Што се однесува до публиката, таа знаете како, сака добар фудбал. Меѓутоа имавме еден друг проблем да сите 6 надпреварени се играат во ист ден и на ист термин. И тоа нормално е дека може да донесе да се подели тоа што бројката на навивачи се подели на неколку стадиони во ист момент. Не се сложувам дека е и толку лошо, да бидам искрен. Ние, значи, имавме екипи во минатото кои играли во Лига Конференција, Лига Европа, и имавме во минатата и предмината година нашите представници Шкупи и Струга за малце не влегоа во таа групна фаза. Така да треба да имаме трпение. Наше како федерација што е да им обезбедиме фер услови за игра на сите клубови, да судењето биде коректно, честно, да грешките се сведат на минимум, безбедноста да биде загарантирана и да едноставно на фудбалскиот терен сите покажат кој е подобар. Имаме за судењето уште нешто, но пред тоа сакам и за финансиите. Рековте, да, скапа работа е фудбалот, меѓутоа се чини дека од нашето осамостојување, особено па наваму, оние кои што финансиски се моќни во Македонија не гледаат едноставно логика доволно голема и исплатливост веројатно да инвестираат малку посериозно во фудбалот, можеби гледаат на тоа како моите пари ќе одат во некој бунар без дно. Верувам дека тука влијаат и нашите закони, нашата власт и општата клима, меѓутоа има ли шанси некако фудбалската федерација да поттикне некаква промена во тој поглед во иднина, да имаме покровител на лигата, да можем во дел од градовите, оние кои се моќни да инвестираат во клубовите во тие градови и така натаму? Видете, фудбалот е бизнис. Значи, сите клубови се мислам акционерски друштва регистрирани, не се повеќе здруженија на граѓани. Да. Ви имате во неколку клубови странци, каде се собственици и каде што ги финансираат своите клубови. Платите на играчите не се воопшто за подценување за наши услови, ако погледнете. Сега, знаете како е, оние што ќе изборат пласман во Европа, каква екипа имаат, така ќе поминат, понекогаш е потребно малце повеќе среќа. Има доста фактори кои што зависат и од собствениците на клубовите. Ние имаме позитивни примери на Балканот, во нашата блиска околина. Вие го имате еден школски пример, вие Динамо Загреб, кој со добро менаџирање, со добра селекција, произведуваше млади фудбалери. Првите години беа многу тешки, меѓутоа од кога почна да влегуваат во Лигата на шампионите, после тоа гледате што колку фудбалери произведува и какви финансиски добивки имаат. Што се однесува до Македонија, со влегувањето на овие странски спонзори, мислам дека во тој поглед ќе се подобри таа ситуација. Државата во доста сегменти има желба да помогне што се однесува до тоа. Но ние како фудбалска федерација не можеме никога да натераме да тоа инвестира во некој клуб. Она што сега го имам како информација дека уште во 2 наши клуба кои што се прволигашки има заинтересираност да влезат странски инвеститори.
Штом некој влегува, очигледно дека мисли дека може својата инвестиција да ја поврати. Ако мене лично ме прашате, мислам дека македонскиот фудбал е можеби едно погодно место да за фудбалот релативно мало вложување можете добро да профитирате доколку во Европа излезете и направите некаков успех. Да, и веројатно ви треба една убава и добра стратегија, па лесно да бидете видливи, да одскокнете од добра стратегија. Буџетите за нашата лига не се како во други некои држави астрономски, него се едноставно за фудбалски прилики скромни. Тоа за некои странски инвеститори не се проблем таа количина средства да се инвестира, меѓутоа доколку е првак, па влезе во квалификации, па влезе во конференцијска лига, профитот е мултиплициран од неколку пати. Па доколку некој од младите играчи е интересантен за надворешниот пазар, па се продаде. Знаете како е тоа, полека ќе трне така работата. Знаете дека и во јавноста тоа се коментира кога ќе се спомене македонски фудбал. Еден од првите коментари е што се ние ќе зборуваме за фудбал кога дај да ги видиме нашите терени на што личат и некако остануваат вечна болка, како на некое си постојано реновирање, терените помалку или повеќе изгледаат лошо, да го ставиме и градски во таа група. Да сме искрени, по еден од оние последни надпревари кои што ги игравме на градски, фудбалерите ни беа како од војна да се вратиле, а и гостите се бунеа на таа тема. Вашите ингеренции исто и во поглед на тие промени, ако знаеме дека ФФМ не стопанисува со градски стадион, значи да бидеме на чисто, меѓутоа дали и тука вие може да едноставно да инсистирате да таа работа се смени? Околу ова прашање ние ќе превземеме чекори што више побаравме средба да имаме со одговорните лица на ПУИК, кои што стопанисува со градскиот стадион, со одговорните лица таму. Фудбалската федерација, колку што ми е мене познато, има инвестирано некаде околу 700-800 000 евра во фудбалскиот терен, односно реновирање или комплетно нова тревната подлога. Моите информации се дека сега таа тревната подлога повторно не е во добра ситуација. Ама зошто? Мене постојано не ми јасно зошто. Мислам дека е проблемот после тоа во одржувањето. Не знам, не сум стручен да кажам дали е во лошото поставување или е во лошото одржување. Сега, веднашка после божичните празници, ќе дадам налог да се направи комисија која што ќе излезе на терен, да види во каква состојба и кои се чекорите кои мора да ги превземеме за да квалификациите во март таа тревната подлога биде во одлична состојба. Ние сме подготвени како федерација да подпишеме договор со ПУИК да едноставно теренот биде даден на одржување на нас, на фудбалската федерација, така да ние со финансиски средства и со стручни лица ќе направиме све да тој терен биде во завидна состојба секогаш. Значи сепак ќе мора повторно нешто да се менува, што е со другите градови, барем дел од оние стадиони кои де факто ќе ни бидат потребни и натаму, особено нели рековте повеќе термини на одигрување, се надевам поголема атрактивност да дојде и публика. Стадионите се приватни низ другите градови, колку што јас знам. Си имаат концесионери. Добри се терените, не се во толку лоша состојба баровие во прва лига, таму е поголем проблем помошните терени, односно терените за тренинг. Јас сум поборник на идејата да фудбалската федерација во соработка со локалната самоуправа и со владата, каде што очекуваме голема помош, затоа што тоа е потребно за развој на фудбалерите и мислам дека таа помош сигурен сум дека ќе ја добиеме. Сакаме да инвестираме во терени затоа што фудбалер се станува на терен. За жал, инвестицијскиот циклус кој што е од УЕФА во буџетот е околу 5 милиона евра со рок 2024 година до 2028 година веќе е блокиран, да не кажам потрошен. И тоа е потрошен за двете трибини во Охрид и во Кичево околу 4 милиона и 300 000 евра и 700 000 евра се подпишани договори за земјани подготовки за 4 вештачки терен, само за земјани подготовки. Сега од тој аспект тоа била одлука на претходниот председател и на луѓето околу него, неговите соработници, во тој правец да ги инвестираат тие 5 милиони евра. Ќе видиме што и како е состојбата. Јас лично ќе се обидам преку фондовите на ФИФА и преку новите контакти со УЕФА да побарам уште некои средства доколку е можно и сето тоа да го имплементираме во некои нови терени на места каде што се потребни.
на нашите надпревари од најсилната македонска лига. Оно што се уште ни недостасува е ВАР систем. Ми сме меѓу ретките во регионот кои што функционираме без него. Вие веќе кажавте дека вашиот план е следната сезона да започне со применување на ВАР систем. Реално е тоа? Сметате дека до тогаш ќе бидеме подготвени за да стартува неговата употреба? Да, во рок од 7 месеци мислам дека е тоа многу реален рок да тоа го завршиме, пред се од причини што имаме многу технички подготовки, имаме 2 до 3 месеца обука на судиите кои што ќе бидат во ВАР собата. Да. Мислам дека тоа што го ветив ќе биде завршено до почетокот на првенството, односно сезоната 25-26. ВАРот е неопходен, ние сме единствената земја во Европа заедно со Црна Гора која што нема воведено ВАР, тука ви уште Шведска, меѓутоа Шведска донела одлука дека не сака да воведува ВАР, дека верува на своите судии. Сите други околу нас имаат ВАР, освен ние и Црна Гора. Тоа што го ветив, ја веќе ги почнав првите чекори, на последниот управен одбор предложив и управниот одбор усвои нов судиски одбор во нов потполнен состав, каде што челник на тој судиски одбор е нашиот најдобар судија Александар Ставрев. Нови имаме комесари за судење и сите тие се во новата комисија која што ја предводи Дејан Јакимовски, исто наш поранешен УЕФА судија. И таа комисија има задача да го спроведе ВАР системот до почетокот на првенството 25-26 година. До сега не сме имале ВАР затоа што не сме сакале, не сме можеле. Тоа е нешто што многу чини. Дека чини, тоа е факт, меѓутоа да се сакало се можело. Тоа не, значи нема никаков проблем да се спроведе ВАРот, само требало да се сака и да се заангажираат стручните лица да си ја завршат работата. Ги споменав пред малку и навивачите. Честопати знае да биде болка да имаме таква една неубава слика. Зошто погрни зборови, зошто тоа да ескалира и често пати тоа така ќе остане, нели клубовите реагираат, можеби некој ќе плати некоја казна, но прашањето е дали ние можеме тоа да го спречиме. И повторно не е нешто што лесно би се направило, тука се потребни институциите и нивната помош, но има и добри примери на земји каде што и како се справија со овој проблем. И не им се повторува. Треба да се биде упорен. Убеден сум дека ќе имаме одлична соработка со МВР, со Министерството за внатрешни работи, ќе имаме заеднички составници, веќе дадов насоки на лицата одговорни за безбедноста и за безбедно одржување на преварите, да стапат во контакт со одговорните во Министерството за надворешни работи на заеднички составници да донесеме стратегија како ќе се справиме со овие проблеми. УЕФА веќе има донесено правило како тоа се прави и ние само треба да ги спроведеме. Тоа се вика правилото на 3 чекора. Си иде со опомена, па ако треба си иде со праздење на трибина и казнување на клубот чии што навијачи прават проблем. Јас ќе бидам тука ригорозен, упорен. Ние мора да ставиме крај на тие навреди. Ние немаме насилие на трибините, да бидеме искрени, имаме само навреди во овој момент. И сето тоа може да се реши. Навијачките групи секогаш постоеле секаде и тоа некои работи никогаш не можете да ги спречите. Меѓутоа можеме да ги ставиме во една рамка која што нема да ги надминува пристојноста и дигнитетот и достоинството на другите учесници на надпреварите. Додиме малку можеби во тој маркетинг сектор, затоа што верувам ќе се согласите со мене, фудбалот е една многу важна работа во светот, меѓутоа на крајот од денот е едно големо шоу и публиката е таа која најпосле ужива во тој производ што го испорачуваат директните учесници во фудбалот. Ние во Македонија можеби недоволно гледаме за македонскиот фудбал, слушаме за македонскиот фудбал, па кои се тие луѓе што се дел од македонскиот фудбал. Ако едно мало дете, например, сега го прашаме да наброи 5 македонски фудбалери во Македонија кои што играат, настрана тие неколку звезди што ги имаме, нема да знае да наброи имиња и презимиња, реално нема ниту каде да ги види или слушне, освен ако тато, дедо некој не го однесе на стадион. Има ли начин, имате ли и вие желба да малку повеќе се популаризира фудбалот? Апсолутно имам голема желба тоа да го направиме. За жал ние не искористивме позитивната енергија која што беше во Република Македонија после пласманот на Европското првенство. Да, тогаш имаше голема еуфорија и внимание. Имаше огромна еуфорија, ние за жал тоа не го валоризиравме.
Мислам дека сега имаме расположение и енергија да поработиме на тој пиар на Фудбалската федерација, не лично на нас како раководни лица, туку на фудбалот како игра, на промовирање на ферплејот, на учество на нашите познати фудбалски имиња во разни хуманитарни акции кои што едноставно на тие деца ќе им се приближиме сите заедно и ќе ги упатиме да бидат поактивни во фудбалот или во било кој спорт, затоа што фудбалот е најпопуларен спорт и најубавата споредна работа на светот. И убаво кога децата имаат желба да спортуваат, посебно да играат фудбал. Да, дополнително и да ги запознаат понекогаш своите идоли, да разменат со нив што и да е, фотографија, дрес и така натаму, да не бидат толку условно недостапни. Сигурно дека не може сите или на когој да му текне да, не знам, разговара со играчите, да седи со играчите, да поминува време, но да не биде тоа целосно, како да кажам, со бариера. Па секогаш кога има собери на репрезентативната екипа, нас апсолутно нема да ни представува проблем и тешкотија да организираме дружба на поедини репрезентативци со деца. На плоштад, посета на училишта или посета на деца така на еден тренинг, да биде отворен тренингот, така некој тренинг што е полесен. Имаме намера во тој правец малце повеќе да поработиме, затоа што мислиме дека тука малце стагниравме, малце некако се затворивме како Фудбалска федерација во чаура и не искачаа многу информации, немаше транспарентност. И убаво ќе биде кога децата ќе можат со своите идоли да се дружат, така да бидете убедени дека ќе поработиме на тоа и тоа ќе го направиме. Кога сме кај достапност, морам да ве прашам и околу веб страницата на ФФМ. Знам дека постојат луѓе кои што даваат се од себе и би сакале и знаат како треба таа веб страница да изгледа, но таму недостасуваат многу податоци. Особено за оние најважни нешта кои што се дел од нашата фудбалска сцена, поврзани со нашите звезди, едноставно не ни се достапни. Се надевам дека во иднина ќе бидат. Па како да ви кажам, она што ги прашав одговорните лица, бидејќи навистина веб страницата е во очена состојба, ми кажа дека таа платформа е 10-12 години, воопшто нема никакво апдейтирање на платформата. Да, дури дел од репрезентативците можеби не ни фигурираат дека. Ма многу работи не фигурираат, многу податоци немаме. После празниците веднаш кога даден е налог да се стапи во контакт со IT лица, ние ни немаме, федерацијата нема своје професионално IT лице кое што би се грижало за тоа. Ќе видиме во кој правец, дали со надворешно лице или ќе вработиме и ќе барам најхитно што може да се направи квалитетна модерна веб страница, која што ќе ги содржи сите податоци како што ги содржат податоците на сите веб страници на другите федерации што се во нашето обкружување и во Европа. Да, заслужуваат, особено и сите оние кои што се директно во фудбалот, да знаеме едноставно да ни се достапни нивните резултати и достигнувања, а богами за земја како Македонија имаме со што да се пофалиме. Дефинитивно. Па имаме, видете, Македонија секогаш била фудбалски битна уште во времето на Југославија. Македонија дала многу битни и големи фудбалски имиња. И во моментот имаме добри фудбалски имиња. Точно. И само треба да направиме популаризација и едноставно да не се забораваат сите оние фудбалски имиња кои дале допринос за да Македонија биде позната на фудбалската карта. Македонија во периодот кој што предстои, односно во 2025-та, нашиот национален тим ќе настапи на квалификации за светско првенство, но без разлика какви беа очекувањата на јавноста, вие како ново раководство донесовте одлука дека промени сега во националниот состав нема да има, особено некога во прашање со селекторската функција. Кои се причините поради кои што одлучивте дека селекторот Милевски и понатаму ќе остане предводник на тимот? Кои се причините? Фудбалски се причините, значи логички се причините. Јас како председател и моите соработници и ние како раководство во федерацијата не може да ги носиме одлуките со емоции или по желба на навивачи или дел од навивачите. Зошто? Затоа што мерило се резултатите. Затоа што за 3 месеци ни почнуваат квалификацијските надпревари. Затоа што ние после еден период во кој што имавме дупка во квалитетот и во резултатите, да не кажам еден празен од, затоа што навистина имавме лоши резултати и немавме добра игра, меѓутоа јас мислам дека тоа беше реално и за очекување. Затоа што ние врхунецот го постигнавме максимумот на Европското првенство во Романија и после тоа првенство нашиот лидер, нашиот најдобар фудбалер и капитен Горан Пандев се пензионираше од фудбалот. Уште некои играчи, имавме промена на селектор
И нормално да имате криза на резултати и криза на игри. Ние не сме фудбалска велесила и немаме толку широк ростер и избор на квалитетни фудбалери. Да, а апетитите пораснаа после тој успех. Апетитите секогаш се големи кај нас. Ние сите разбираме во Македонија фудбал и сите мислиме дека знаеме како треба. Меѓутоа, јас сепак сакам да одлуките ги носиме со ладна глава и да бидеме реалисти. Не гледам никаква причина да имаме променен селектор кога сме први во група и кога имаме резултати кои што не ставија на ранглистата во многу добра позиција. За мене ранглистата не е мерило, за мене се резултатите. Се зависи од противниците со кои играте. Во овој момент со Горан Пандев и со моите советници Илија Најдовски и Јаги Мибреми разговаравме и сите сме на исти став дека секоја промена во стручниот штаб во овој период и после завршетокот на овие квалификации би било нефудбалски потек. Може би дел од јавноста е незадоволно од тоа, но ние сепак би сакале да ги влечеме потезите во интерес на македонскиот фудбал. Во ист момент, кога вие и Горан Пандев седнавте на иста маса со селекторот Милевски, нели имавте веќе средба или средби, беше нагласено и дека сметате дека Стефан Ристовски, а и дел од другите наши интернационалци треба да се вратат во националниот состав. Мислите дека тоа треба да се случи веднаш, уште на следниот собир? Кој за тоа би одлучувал? Не сакам да бидам погрешно разбран околу таа моја изјава, пред се од повеќе аспекти. Никогаш нема да си дозволам да се мешам или да инсинуирам кој треба да игра, кој не треба да игра. Тоа не ми паѓа на памет. Мојата идеја, мојата желба е само едно. На прво место и нашиот интерес треба да биде интересот на Република Македонија, односно да нашата држава биде што подобро репрезентирана на европскиот во европскиот фудбал, извинете. Мислам дека немаме преголем избор на квалитетни фудбалери и во ситуација кога почнуваме квалификации за светско првенство и кога играме квалификации до квалификации од Лигата на нации, дека два добри, одлични фудбалера, прекрасни како личности, од она што го знам и од разговорот со Стефан Ристовски разговаравме, може да допринесат со своето присуство за да бидеме поквалитетни. Двата фудбалера, и Адеми и Ристовски, играат во Лигата на шампионите во Динамо. Стефан Ристовски е капитен. И јас едноставно го поставив тоа како тема на разговор, да доколку има некакви недоразбирања, да сите тоа го ставиме на страна и да биде интересот на репрезентацијата на прво место. Со таа цел и седнавме заедно на маса со Горан Пандев и со Боби Милевски. Ние го кажавме нашето, оставаме селекторот да го каже своето. Ние немаме намера да се мешаме, тука престануваме на таа тема. Доколку селекторот мисли дека му се потребни, ќе направиме се, доколку има и од таа страна некакво незадоволство или недоразбирање, да разговараме со фудбалерите и да ги убедиме да играат. И ние само сакаме да створиме една добра хемија, добра атмосфера и секој што може со својот квалитет да допринесе да игра. Да. Тоа сакав да надополнам дека во оваа ситуација за која разговараме, одлуката за неиграње и неучество, односно, нели, заменување на репрезентацијата беше на играчите, не беше на селекторот, така што... Не навлегувам, не знам што се случувало. Само можам да кажам дека на играчите е да играат, да дадат најдобро од себе што можат, да достојно репрезентираат државата. Што се однесува до тоа кој ќе игра, кој нема да игра, тоа одлука на селекторот. Никој никогаш нема да му се меша во изборот. Изборот е негов кој ќе игра и кој ќе биде повикан, а исто така и одговорноста е негова за резултатите што ќе ги постигнува. Ние во моментот стоиме позади селекторот како раководство, ја како претседател стојам позади него. Целото раководство на федерацијата стои позади селекторот Боби Милевски. Донесовме таква одлука, но таа поддршка ќе зависи од резултатите што ќе ги постигнува. Кога нема да има резултати, автоматски следува и одговорност. Тоа важи и за мене како претседател. За сите кои тоа важи за сите околу мене, тоа ќе важи и за сите селектори. Тука нема да има емоции. Бар фудбалот е визибилна работа на теренот. Како ќе играме, какви резултати ќе имаме, таква ќе биде судбината на сите селектори. Вие споменавте и скаутинг, нешто каде што треба, можеби, веројатно имаме простор да се подобриме. Тука вклучувајќи го и моментот дека има многу македонци, односно играчи со македонско потекло, кои можеби би можеле да бидат дел од националните состави. Сега друго да ве прашам, се случуваше и досега некои играчи да добиваат повици
и да ги одбиваат, некако дури можеби понекогаш и прелесно да ги одбиваат. Постојат земји, тие се можеби поголеми фудбалски сили каде ќе го употребам тој збор тепачка е кој ќе го облече националниот дрес, а во Македонија како тоа некој кога да си го доживува не можам и како прелесно да дава таков одговор. Еве, во иднина верувам ќе сакате, ќе контактирате со поголем број на играчи, ќе иницирате нешто такво. Како се однесуваме према тој момент? Па видете, сега може да има повеќе причини зашто нас играчите не бегали или не сакале да играат за Македонија. Може да биде она причина преска што ја зборевме, неправдата во младинските селекции. Добро. Па тие играчи кога добиле понуда која некоја друга држава ги поканила, го прифатиле позивот и одлично играат и со тие репрезентации отишли и на европско првенство и на светско. Знаете како, тоа не е така едноставно прашање што треба да се одговори. Што се однесува до скаутингот, тука ќе направиме ново оделение за скаутирање, затоа што ја мислам дека до сега скаутингот ни беше катастрофално лош. И тоа што се викаше од надвор беше со лош квалитет како фудбалери. И мислам дека тука на прво место беа протекциите и ургенциите. На состанокот што го имавме со селекторот и со Горан Пандев, селекторот искажа едно барање дали би му одобриле камп на кој што би во рок од 7 дена би биле повикани некои играчи со потекло што се од Македонија да бидат проверени. Јас апсолутно тука му дадов одврзани раце со својот стручен штаб нека каже термин и кога би го организирал. Имавме размислување кампот да биде некаде во Италија, во Северна Италија, каде што Горан Пандев со своите конекции ќе го возможи да полесно имаме терени и сместување. Селекторот нека си го одработи своето со стручниот штаб. Скаутингот е до луѓето кои го прават скаутингот. Прво, ја не знам воопшто дали сме имали ние некој задолжен, не сме имали, тоа било на пријателски основи. А после тоа, доколку имаме па некој интересантен, мислам дека ќе дадеме се. Јас, Горан Пандев, Илија Најдовски, Агим Ибраими во разговори со тие млади фудбалери, со нивните родители, ги убедиме дека е најдобро да играат за Македонија. Вие имате во моментов све до пристапот, исто така мислам. Вие во Албанија имате во првата постава неколку фудбалери кои по потекло се или од Косово, или од Македонија. Играле за нашите младински репрезентации, па после тоа отишле да играат за Албанија и отидоа на европско и имаат одлични резултати. Исто така имаме и доста млади играчи кои што нивните родители се гастарбајтери во тие европски земји. Треба да ги пронајдеме и треба да разговараме. Ја ви тврдам дека има доста квалитетни фудбалери. Треба само да ги пронајдеме, убаво да се направи истражување каде се, како се, после тоа да се ги следат нашите стручни лица и кога ќе се донесе одлука дека се за нашата репрезентација, ние се ќе дадеме со еден добар пристап, квалитетен пристап да ги убедиме да играат. На крајот на краиштата не гледам ништо греда во целата работа кога во една Германија имате неколку фудбалери со афричко потекло во Австрија, во Италија, па ја не гледам причина зошто да не направиме све да ги ангажираме играчите што се по потекло од Македонија, нивните родители да ги ангажираме да играат за Македонија. Да. Ова што го рековте дека можеби во некоја друга средина играчите пронашле подобра клима и подобро место нели за да си ги исполнуваат со ништата. Верувам дека можеби нам ни е потребно почесто да излеземе на мегдан со некои посилни противници. Ако тоа по регуларен пат можеби поретко успеваме да го постигнеме, кај нас да дојде некоја звучна репрезентација, ние да гостуваме некаде, па дури и на клубско ниво сега зборуваме. Дали тука можеби ФФМ има ингеренции да помогне, да ние имаме некој друг тип на интернационални надпреварувања каде што понекогаш ќе можат и јаки клубови или репрезентации да дојдат? Турнири, некоја форма на турнири да речем. Турнир не може, тоа немаме такви термини, тоа се УЕФА и ФИФА термини, такво нешто не доаѓа во предвид да се организира. Меѓутоа организацијата на пријателските надпревари е суштина во контактите што ќе ги има раководството со раководствата на другите федерации, а во основа и пријателските надпревари се закажуваат на барање на селекторите. Значи селекторите си бираат категорија на каков противник сакаат за пријателски надпревари. На задната средба што ја имавме со секретарот на стручниот штаб, тој ни даде барање од селекторот со кои репрезентации, со која квалитативна група да бидат тие. И тоа е пред нашето гостување во Велс, така да имавме и од солидни репрезентации понуди за пријателски надпревари, меѓутоа како што бев информиран, селекторот не сака да во тој период да имаме такви надпревари со
со така силни противници. И едноставно наше да ги исполниме желбите на селекторот и стручниот штаб, бидејќи нашата задача е да овозможиме што подобри услови. А останатото останува на играчите на стручниот штаб. Ќе привршам со неколку прашања кои што можеби ќе бидат полично кон вас упатени. Имате баш една убава, одлична група на соработници, кога ќе ги тргнеме настрана функциите. Верувате ли дека вашите лични односи и комуникација ќе успеат да бидат добри на долга патека? Затоа што, нели, без тоа, верувам дека е потешко да се организира останатото на професионален план. Па ние секако се знаеме долги години. Добри пријатели сте? Одлична комуникација, имаме максимално почитување меѓу себе. Вашите карактери? Па видете сега, кога сте на вакви позиции, карактерите, секој треба да се постави на начин да не биде егото во прв план, него нормално дека треба да живееме со различностите на другите. Така да мислам дека нема да имаме никаков проблем во тоа, затоа што имаме една цела, тоа е да имаме подобар фудбал во Македонија. И уште едно прашање, вашиот син е фудбалер и сега, барем во овој момент, настапува во нашата македонска конкуренција. Верувам дека и неговото секојдневие се промени и ќе се менува затоа што сега неговиот татко има функција. Разговарате ли на оваа тема затоа што сигурно дека дел од јавноста ќе сака на оваа тема да коментира, да прозива. Ако тој направи нешто добро, тогаш немаше ни да ја добие шансата ако не е татко му, или ако направи нешто лошо, ќе му простат, ќе му биде прогледано низ прсти, тука е татко му. Верувам дека и тој ќе треба да се носи со овие нешта. Разговарате на темата? Видете, искрено да ви кажам, ја мојот син него не гледам кога игра. Баш од тие причини. Он има 22 години, моја желба е он да си годи својот пат и он мислам дека си годи својот пат, он си е таков карактер. Тоа што ми е син во цела оваа ситуација за него е само негативно, за жал. Меѓутоа, нека се бори, нека си го изоди својот пат. Доволно поради мене има проблеми, така да на фудбалско поле мислам. Знаете како е во Македонија, но ќе оставам времето да покаже. Ниту сум се јавил некогаш на некој тренер каде што он играл, ниту го гледам на надпреварите. Нормално дека после тоа гледам снимката, но ќе знае да си избори тој со сето тоа. Јас немам никакво влијание, ниту имам намера се мешам во неговиот понатамошен фудбалски тек. Како е, така е. Знаете што? Неговата судбина секако ќе си ја помина, да. Уште еднаш ви благодарам што ја прифативте оваа покана, навистина голема чест ми направивте. Искрено од срце ви посакувам пред се добро здравје во оваа нова година и секако сили, мотивација да сето она што сте го замислиле, а би било за доброто на македонскиот фудбал, истото тоа и да ви се исполни. Ви благодарам на вас на поканата и мене ми беше задоволство и поздрав до гледачите на Телма. Благодарам уште еднаш, се надевам дека нашите гледачи има заедно со нас едно убаво празнично попладне. Ќе посакам, се разбира, се најдобро, на убав начин да ги поминете овие празници, а се разбира и натаму да следите Fair Play и да бидете со нас на телевизија Телма. Се најдобро и довидување.